Целта ни е да пробаме да го освоиме Nord Cup, Cape Nord. Тоа е најсеверната точка во Европа и е предизвик за секој мотоциклист, као што е, да кажеме, за секој алпинист Монт Еверест. Ова на некој начин би му дошло така бар за нас, така го перцепираме. Инаку одиме на FIM Rally, тоа е 72-ро FIM Rally, што се одржува во Шведска. Меѓутоа, прво сакаме да отидеме на врвот на Европа, потоа се вратиме на релито, кое што е светско FIM Rally и кое што се одржува секоја година во различно место во светот. Оваа година е во Шведска, во Сундвал. Ке успеете ли на време да стигнете? Па еве, како што видовме пред малку, нели, одбројувањето е 21 ден и 2 часа, мислам. Значи толку имаме време да стигнеме до врвот и потоа се вратиме уште некои 2200-300 километри на југ. Се надеваме, се подготвувавме. Мислиме дека сме спремни, се чувствуваме спремни. Се надеваме дека ќе успееме. Нешто да ни информирате? Некои информации кои што ни требаат? Па добро, ние сме мотоклуб Вардар. Оваа година тројца возачи одиме на ова рели и еден совозач. Не знам точно колку од Македонија вкупно во репрезентацијата ќе учествуваат. Не верувам дека ќе биде бројката значително голема, поради тоа што е сепак Скандинавија. Мотоклубот Вардар е најстар клуб во Македонија, формиран на 78 година. Следната година славиме 40 години и се надеваме дека следната година ќе го одбележиме тој јубилеј како што доликува на нашиот клуб. А колку време од кога ќе стигнете во Шведска Сансет? Место како е да се вика? Па Сундвал, така некако. Сундвал, да. Потоа колку време останувате таму? Па релито трае околу 4 дена, мислам, 4 до 5 дена е таму на едно место и потоа се враќаме дома. Има некој надпреварувачки дух или? Надпреварувачки дух е тоа што се бодува на тој начин што се бодува така што се гледа со каков мотоцикл доаѓаш, односно за премината на мотоциклот, плюс километражата која што е пројдена, така да имаме шанси да имаме добар пласман, поради тоа што доаѓаме од многу далеко. И се бодува екипата колку бројноста на членовите на клубот, на тимот. Значи има неколку норми кои што заедно формираат една и се бодува на тој начин релито. И пласманот се добива на основа на тие освоени бодови.